дали вонземјани помогнале во изградбата? Денес ќе откриеме една од најголемите мистерии на човештвото, како биле изградени, кој ги направил? И зошто? Ги направил пирамидите во Египет? Дали древните египтјани можеле сами да ги изградат со тогашната технологија или можеби добиле помош од некој многу помоќен? Подгответе се за неверојатни факти и загадки што ќе ви го разбудат умот. Здраво, драги гледачи, и добре дојдовте на канал Тампес. Како настанале пирамидите? Пирамидите во Египет се изградени пред повеќе од 4500 години, во ерата на Старото кралство. Најпознатите пирамиди се наоѓаат во Гиза, а најголемата од нив е пирамидата на Кеопс или Хуфу и е едно од 7 светски чуда на античкиот свет. Но, како биле изградени? Се верува дека древните египтјани користеле огромна работна сила од илјадници луѓе. Гранитните блокови, кои тежат по неколку тони, биле транспортирани преку Нил и влечени по рампи. Но, дали е можно ова да било направено без модерна технологија? Некои научници и археолози дури веруваат дека може да постои за нас уште некоја непозната техника за градење. Кој ги изградил пирамидите? Според официјалната археологија, пирамидите биле изградени од илјадници египетски работници, организирани во тимови. Тие користеле едноставни алати од камен и бакар за сечење на блоковите, како и дрвени рампи за нивно поместување. Најчесто прифатената теорија е дека пирамидите биле изградени од илјадници египетски работници, а не од робови, како што често се мисли. Археолошките откритија покажуваат дека градителите биле добро хранети, имале своји живеалишта близу пирамидите и биле организирани во тимови. Но, останува прашањето, како успеале да постигнат толкова прецизност без современа технологија? Но, тука се јавува проблем. Дури и денешните инженери признаваат дека би било исклучително тешко, ако не и невозможно, да се изградат вакви пирамиди со толкова прецизност, без модерна технологија. Мистериозната прецизност. Еве неколку неверојатни факти за градбата на пирамидите. Совршена ориентација. Пирамидите се порамнети со страните на светот со минимална грешка од само 0,05 степени. Совршено обликувани блокови. Некои блокови се толку добро исечени што меѓу нив не може да се стави ни жилет. Проценете сега сами со каква технологија се градени и кој ги градел. Огромна тежина. Некои гранитни блокови, особено во внатрешните комори, тежат и до 80 тони и биле пренесени од карпите во Асуан, кои се над 800 километри оддалечени од пирамидите. Како и дали е, се тука нормално и природно проценете сами. Како е тоа можно без напредна технологија? Како биле транспортирани? Позицијата е според ѕвездите. Изгледа дека пирамидите во Гиза совршено одговараат на положбата на ѕвездите од созвездието Орион околу 10.500 години пред новата ера. Внатрешноста на пирамидите содржи тајни комори и премини, што с уште не се целосно истражени. Која била нивната цел? Дали тоа значи дека пирамидите имале друга функција? Некои истражувачи сметаат дека пирамидите не биле обични гробници, туку имале енергетска или духовна функција. Некои дури сугерираат дека можеби биле машини за собирање и канализирање на енергија. Египтјаните верувале во задгробен живот, па затоа фараоните биле погребувани со богатства, накит и предмети што би им биле потребни во вечноста. Но во пирамидите нема пронајдено гробници за фараоните, во ниту една од главните пирамиди не е пронајдено тело на фараон. Нели е повеќе од чудно? Но, некои истражувачи сметаат дека пирамидите имале и други функции. Некои теории велат дека можеби биле астрономски обсерватории или дека имале некоја енергетска функција. Например, трите главни пирамиди во Гиза се совршено порамнети со ѕвездите на созвездието Орион. Дали ова било случајност или дел од некој напреден план? Што е пронајдено во пирамидите? Во големата пирамида на Кеопс, Хуфу, во кралската комора ки има гранитен саркофаг, но тој бил празен. Пирамидата на Кефрен, Хафра, исто така содржи саркофаг, но без мумии. Во пирамидата на Микерин биле пронајдени остатоци од дрвен ковчег со име на фараонот, но не и неговото тело.
Каде се фараоните? Постојат неколку можни објаснувања. 1. Грабежи. Некои археолози веруваат дека телата биле украдени од гробокраци уште во античкиот период. 2. Пирамидите не биле вистински гробници. Друга теорија вели дека пирамидите имале некоја друга намена, можеби ритуална или енергетска. 3. Фараоните биле погребувани на друго место. Телата на многу фараони биле пронајдени во долината на кралевите, а не во пирамидите. Мистерии и неверојатни факти. Пирамидата на Кеопс имала првобитна висина од 146,6 метри, а денес е малку пониска поради ерозија. Внатрешноста на пирамидите е полна со тесни ходници и тајни комори, од кои некои се уште не се истражени. Во 2017 година, научниците открија огромна скриена просторија во големата пирамида, што можеби крие уште непознати тајни. Прецизноста со која биле изградени пирамидите е неверојатна, ориентирани се речиси совршено според страните на светот. Какви алати користеле? Египтјаните немале челик или модерни машини, тогаш како успеале да ги изградат пирамидите и што користеле, каков алат или пак имале некаква помош од некој или некого многу понапреден и помоќен од нас луѓето. Но тоа не е се, има еден проблем, и со овие денешни техники кои ги користиме, модерните инженери велат дека е речиси невозможно да се повтори оваа градба денес без супер модерни кранови и алати. Дали можеби имале некаква напредна технологија? Поради овие факти, некои истражувачи сметаат дека египтјаните можеби користеле некоја загубена технологија за сечење и обликување на камен. Неоткриени механизми за подигање на огромните блокови. Дури и помош од вонземјани, оваа теорија е контроверзна, но ја поддржуваат некои истражувачи кои сметаат дека прецизноста е предобра и невозможна за тогашните услови. Мистериозни теории, дали вонземјани помогнале? Со оглед на прецизноста, совршената ориентација кон звездите и тежината на камењата, некои истражувачи сметаат дека пирамидите не можеле да бидат изградени само со човечка технологија од тоа време. Теорија 1. Вонземска технологија за сечење камен. Некои веруваат дека древните египтјани добиле помош од напредна цивилизација што им дала технологија за сечење и обработка на камен. Денешната ласерска технологија е најблиска до таа прецизност, но во тоа време како би можело да постои такво нешто? Теорија 2. Антигравитацијска технологија. Постои хипотеза дека вонземјаните поседувале технологија за левитација или антигравитација, која им овозможила на древните градители да ги подигнат огромните камени блокови без потреба од физичка сила. Теорија 3. Ѕвездено порамнување со Орион. Некои истражувачи забележале дека распоредот на трите главни пирамиди во Гиза совршено одговара на позициите на трите главни ѕвезди од созвездието Орион пред околу 10.500 години пред новата ера. Дали пирамидите биле дизајнирани како порака или сигнал за некоја вонземска раса? Теорија 4. Древни богови или вонземски посетители? Во многу египетски записи се споменуваат богови, што слегле од небото и им донеле знаење на луѓето. Дали овие богови, всушност биле вонземјани што му помогнале на човештвото во развојот? Пирамидите остануваат едни од најголемите чуда на човештвото. Дали навистина знаеме се за нив? Или можеби се уште има тајни што чекаат да бидат откриени? Напишете во коментар што мислите за пирамидите и дали верувате во некоја од овие мистериозни теории. Што мислите вие, дали пирамидите се исклучиво дело на човечката гениалност или можеби има нешто повеќе? Напишете во коментарите, верувате ли дека вонземјани биле вмешани во нивната изградба? Дали мислите дека пирамидите биле изградени со традиционални методи или можеби постои некоја мистерија зад нив? Напишете во коментарите. Ако ви се допадна видеото, не заборавајте да стиснете лайк, да се претплатите и да го споделите со вашите пријатели. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.